По 3 години од првиот извештај на Прибе и со сомнеж дека и натаму ќе продолжи злоупотребата на системот за прислушкување, се очекува во ноември да стартува новата оперативно-техничка агенција која ќе ја води екс-разузнавачот Зоран Ангеловски. Групата бриселски експерти, предводени од поранешниот директор во Европската комисија, Рајнхард Прибе, допатува во Скопје пролета 2015 и остави извештај од 30 на страници. Преку формулацијата заробена држава, Рајнхард Прибе испрати многу јасни препораки за тоа што треба итно да се направи за земјата да може да се врати на патот на демократијата и развојот. Еден од главните приоритети, што тој ги посочи, беа реформите во безбедносниот сектор, со посебен акцент на тајните служби и системите за следење на комуникациите. Прибе препорача модел според кој вклучувањето на прислушкувањето треба да биде кај провајдерите, кои би го возможувале тоа само по судска наредба од овластен орган. Но според новото законско решение, ОТА ќе го вклучува сигналот за прислушкување. Во законот се прецизира дека агенцијата само ќе го вклучува сигналот, а нема да може да слушаат. Управата за безбедност и контраразузнавање ќе може само да слуша, но нема да може да вклучува. На јавната дебата во собранието за законските решенија, експертите побараа владата да крене рачна бидејќи нема гаранција дека ОТА ќе се издвои од УБК и оти не се испочитувани во целост препораките на бриселските експерти. Стигне и предупредување дека со измените кои се прават, сите комуникации, како и досега, им се достапни на тацна на државните органи. Експертските сугестии не беа прифатени од власта со образложение дека тоа е од причини на безбедност, бидејќи операторите се странски компании. Политичкото договарање по суштинските прашања е причина за доцнењето на реформите, вели подпредседателката на собранието Фросина Ременски. Доцниме од аспект што многу прашања треба да се решат до 1 ноември, како што и предвидено да стапи на сила работата на ОТА, имајќи во предвид дека тука влегува и не само организацијската и персоналната поставеност на самата агенција, туку и на целокупното обезбедување на физичка и административна безбедност на целокупниот процес на следење на комуникации со целокупните врски што треба да се воспостават и секако најважниот аспект, а тоа е комплетното префрлање на опремата од петата популарна управа, од Управата за безбедност и контраразузнавање до ОТА. Од моите информации, бидејќи ние како собрани имаме должност да ги следиме процесите на реформата, од моите информации тоа се прави и се надевам дека законски пропишаниот рок за почеток со работа ќе почне. Она што можам да го кажам од аспект на динамиката со кој што други работи се спроведуваат во делот на реформата на следењето на комуникации, не само ОТА, собранието на првата наредна седница ќе распише конкурс за избор на членови на граѓанскиот совет, кој што влегува во делот на работа на парламентот со нормално експертска помош на самите комисии задолжени за надзорот, за да може да се заокружи целокупниот процес на надзор формален, надворешен, на оперативно-техничката агенција. Така што овие процеси ќе одат паралелно, се компатибилни, произлегуваат од самите законски решенија за следење на комуникации и оперативно-техничката агенција и секако верувам дека тоа ќе го исполниме на очекување на граѓаните, особено после сето она што беше хаварија во овој систем за следење на комуникации. Дали новите законски решенија ќе понудат соодветни гаранции во однос на надзорот и овозможување заштита од политичка злоупотреба или се само шминка заради проблемот на владата со временскиот теснец? Професорката Мирјана Најчевска вели дека со начинот на кој е формирана ОТА не дава гаранција дека во иднина системот за прислушкување нема да се злоупотреби. Моje мислење е дека не постои таква гаранција. Начинот на кој што е формирана ОТА и посебно отсуството на надворешни контролни механизми и такви системски промени во законот кои што би значеле секојдневна и постојана контрола, не даваат гаранција дека во иднина
не може истото тоа да ни се случи, односно луѓето само да се залажуваат дека нешто е променето. Не можам да видам битна разлика во ситуација кога заедно со формирањето на тоа ново тело не се формирани паралелно и сите заштитни механизми, контролни механизми, кои што би можеле, како од страна на собранието, меѓутоа уште повеќе од посебно надворешно контролно тело, да спречат злоупотреба на една ваква организација. Професорот од Факултетот за безбедност Никола Дујовски убеден е дека со пакетот реформски закони ќе се воведе ред во безбедносниот сектор. Потребата да дојде до ова е несомнена затоа што државата беше поразена буквално поради активностите кои што се случувале во Управата за безбедност и контраразузнавање во еден подолг временски период. И затоа Министерството за внатрешни му даде приоритет на носењето на овие закони за да се обезбедиме сите дека никој од субјективен фактор не може да одлучи да прислушува било кого во државата. И затоа во законите се јасно предвидени процедурите на судот, на јавното обвинителство и на Министерството за внатрешни работи, односно сега и на новоформираната оперативно-техничка агенција. И мислам дека на оваков начин овие законски решенија овозможуваат објективен пристап на процедурата, а не субјективен. Многу е важно кога луѓето ќе можат да бидат тргнати настрана, а да одлучува само единствено процедурата. Со реформите, злоупотребата на системот е сведена буквално на минимум, уверува Ременски. Имајќи во предвид дека оперативно-техничката агенција нема да допира нема пристап до содржината на разговорите на лицата кои што се под мерки следење на комуникации, туку е само еден вид посредник помеѓу јавното обвинителство, судовите и овластените органи за следење на комуникации, со тоа што функционирањето под анонимни образци, без експлоатирање на имиња, презимиња, причини, содржина, што нема да биде достапна вработените во оперативно-техничката агенција, е дополнителен гарант за безбедноста на граѓаните по однос и на правата, но и на слободите. И оној многу важен сегмент е зголемувањето на парламентарниот надзор. Ако ги погледнете старите законски решенија за следење на комуникации, ќе видите дека скоро парламентарниот надзор и надлежните комисии скоро и да нема своји овластувања и конкретни чекори во делот на надзорот на спроведување на мерката следење на комуникации и можеби и затоа имавме штури надзори, што поминува буквално како на прошетка. Сега собранието со трите комисии, Комисијата за одбрана и безбедност, Комисијата за надзор на работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и Агенцијата за разузнавање и Комисијата за надзор на следењето на комуникациите работат со експертска помош од надвор, работиме на внатрешните прописи на собранието и на комисиите, како тоа заедно со граѓанскиот совет да може да го прави многу повешто на експертско ниво, на техничко ниво, за да немаме буквално политичка прошетка, да се каже дека е направен надзорот, а напротив да немаме ниту еден законски акт, нити подзаконски акт, ниту пак правила и процедури во рамки на собранието како тоа се прави. И мислам дека за окружувањето на овој систем ги дава целокупните гаранции, но повторно ќе кажам, тоа повторно зависи и од личниот капацитет и секако интегритет на сите оние кои што ќе бидат вклучени во процесот како органи за следење на овластени органи за примена на мерката и секако обвинителско-судската контрола, парламентарната контрола, граѓанската, тој склоп на елементи на надзорот треба да го гарантира правото на приватност кое што изминативе години беше прекашувано. За доцнетото спроведување на реформите во безбедносно-разузнавачките служби се случува во време кога истражувањата на јавното мислење покажуваат дека се уште постои страв кај граѓаните од прислушкување. Резултатите од теренската анкета на Меѓународниот републикански институт, спроведено од 28 јуни до 15 јули годинава, покажа дека 45% од анкетираните одговориле дека телефонските разговори што секојдневно ги вршат не се приватни и безбедни. Наспроти нив, 34% веруваат дека никој не ги прислушкува.
Неодамна беше објавена и снимка која ја разбранува јавноста, на која се слуша како градоначалникот на Демирхисар, Маријанче Стојановски, на вработените во детската градинка им кажува да не забораваат дека доаѓа од МВР и дека ги слуша нивните разговори. Па се отворија дилемите дали носиме нови закони, а продолжуваме со старите навики. Прашан дали стравува кога разговара на телефон, новинарот Горан Трпеновски дециден дека верба во државните институции нема, а тоа во пракса се покажало овие години. Тој со жалење додава дека, иако процесот на реформи е отпочнат, не е сигурен кога и денес разговара на телефон. Сепак водам сметка, што зборувам, не нека голема сметка, бидејќи јас и то за ставови и за други работи ги кажувам слободно, но тука повеќе приватните работи, значи на телефон си зборуваме се и сешто. Значи јас со другариве, колеги новинари, да излезат разговорите, че мислат овие се, викаат не скарани, не оговарање, но тоа за јавно, за медиуми, не излегува. И мислам дека уште има страв, уште има сомневање и не е само на хартија. Сега треба да видиме дали ќе се имплементира. Бидејќи многу бевме изгорени од... Не беше само ова сега аферава за прислушкување. Ова е втора афера. Кој е сигурен дека тие разговори, кои што ги објави лидерот на опозицијата и премиерот Зоран Заев, дека некој друг, после 2, 3, 4 години, нема да ги најде и да ги објави разговорите за СДСМ, сегашната владачка партија, и тие разговори да бидат објавени. Значи, нема некоја сигурност, но се надевам дека сега со скринингот, со препораките него, се надевам дека таа работа ќе се исправи, бидејќи мора едно за секојаш тие прашања да се решат. Сомневања дека се уште незаконски се прислушкува има, но за разлика од јавните личности, обичните граѓани не внимаваат што ќе кажат преку телефон. Сметате ли како граѓанин дека во државава се уште се прислушкува? Не знам тоа. Тоа си е стручна работа, они си знаат. Никој друг не може да знае. Па, тоа е прашање за некој кој што со тоа се занимава, а ја не можам да ви одговорам. Добро, а дали како граѓани на оваа држава се плашите дека можеби вашиот телефон се прислушкува? Па не се плашам, бидејќи нема што да слушнат. Какво е тоа прашање? Па нормално дека се прислушкуваат. Дали вие како граѓани на оваа република се плашите дека можеби вашиот телефон се прислушкува? Па нормално дека на секога му е незгодно кога некој го прислушкува. Секој разговор е интимен. Ето, може не е компрометирачки, ама не е инкриминирачки, но е секогаш е компрометирачки. Секој приватен разговор е компрометирачки. Сега поголема функција, поголеми пикантерии. Па се искрено да ви кажам, не знам, не би требало. Сега вака, што знам, моје мислење е дека не. Сега. Власта и опозицијата се договорија и на 4 септември го изгласаа Зоран Ангеловски за прв човек на оперативно-техничката агенција, која според најавите треба да стартува со работа во ноември и ќе биде задолжена за прислушкување на граѓаните. Ангеловски е поранешен разузнавач во управата бил од 1998 година па се до 2005, каде ја вршил функцијата главен инспектор за тероризам во дирекцијата за оперативни работи и раководител за стратегиски истражувања. Работел и во T-Mobile како директор за корпоративна безбедност. Избран беше во конкуренција на 14-мина кои се пријавија на јавниот оглас за функцијата директор на ОТА. Меѓу нив беше и поранешниот контраразузнавач Ѓорѓи Лазаревски, кој ги предаде прислушкуваните разговори на СДСМ. Директорот на ОТА го избира и разрешува собранието по предлог од Комисијата за прашање на изборите и именувањата. Се избира со двотретинско мнозинство и со бадинтерово мнозинство. Има мандат од 5 години без право на повторен избор.